Го следите најновото издание на регионалните вести. Амбасадорот на Европската Унија во Македонија Самуел Жбогар, заедно со словеничкиот амбасадор во земјава Милан Јазбец, денеска се сретнаа со градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Теми на разговор биле меѓусебната соработка. За време на денешната средба Жбогар, Арифи и Јазбец посебен акцент му ставија на проектот за прочистување на отпадни води за град Тетово, кој ќе биде финансиран од Европската Унија. Членството во Европската Унија не е само идеја, туку и голема потреба, и токму заради тоа поддршката и давањето придонес за завршување на обврските за членување во Европската Унија треба да остане еден од најголемите приоритети за нашата земја и за граѓаните на Македонија, изјави градоначалничката Арифи. Значи, сакам денеска да подвлечам дека е еден посебен ден, имајќи го предвид фактот дека гости на граѓаните на Тетово се амбасадорите на Европската Унија во Скопје и на Словенија, со кои разговаравме за нашите заеднички проекти, проектите кои ги имаме со Европската Унија. Сакам да ја користам приликата да се заблагодарам на Европската Унија за континуирана таа поддршка на градот Тетово преку повеќе проекти кои сме ги користиле и ги користиме. Исто така сакам да подвлечам дека најголемиот проект што во својата историја градот Тетово го има добиено е токму последниот ИПА проект за отпадните води. Исто така сакам да ја користам приликата да се заблагодарам и на амбасадорот на Словенија за поддршката и за проектите кои се билатерални проекти со кои нормално граѓаните на Тетово добиваат подобри инфраструктурни можности. За граѓаните на Република Македонија, членството во Европската Унија не е само идеја, туку една голема потреба и токму поради тоа, апсолутно, поддршката и давањето придонес за членство и за завршување на обврските со членството во Европската Унија треба да остане како еден од најголемите приоритети на нашата земја и нормално на сите граѓани, вклучувајќи ги и граѓаните на Тетово. Задоволство ми е што градоначалничката Арифи го посочи проектот за изградба на пречистителна станица за отпадните води како едно од најголемите достигнувања што ќе почнат да се спроведуваат во следниот период. Нема подобра можност за мене како дипломат да ја започнам својата активност со кампањата Европската Унија за тебе и токму затоа ја содам низ општините во целата држава за да добијам подобра перспектива за она што се најважните прашања за граѓаните. Како дел од работата во Скопје се важните политички состојби и драматичните прашања, но кога ќе се стигнете на ниво на општините, граѓаните без разлика на националната припадност како важни прашања ги посочуваат работните места, образованието, чистиот воздух, чистата вода за пиење, пречистителните станици и се она што е важно за подобрување на нивниот живот. Словеничкиот амбасадор Јазбец посочи дека ова е втора негова посета во Тетово и средба со Арифи, потаа од ноември минатата година, на која нашле многу заеднички теми за разговор, бидејќи како што рече, како професори го споделиле заедничкиот интерес за книгите и очекува во Тетово да ја промовира својата следна книга Виножито на душите. Тој ги искажи своите ставови околу поддршката на Словенија за Македонија во нејзините евроатлантски аспирации. Словенија е во Европската Унија од мај 2004 година и од нашите искуства сакам да посочам дека нашето зачленување во Европската Унија беше главна идеја и сила за реформи што е заедничко за голем дел од земјите што произлегоа по студената војна. Словенија и натаму ќе дава на Македонија силна поддршка во незините напори за зачленување во евроатлантските структури. Во однос на соработката со општина Тетово, ние имаме два проекти, еден со директно влијание во општината и другиот со индиректно. Во првиот случај тоа е наша инвестиција од 150 до 200.000 евра за улично осветлување во општина Тетово, како конкретна помош и резултат за нашите одлични билатерални односи.
Во вториот случај, тоа е меѓудржавна соработка на Словенија и Македонија за поголемо учество на жените во дипломатијата и во Македонското министерство за надворешни работи за нивниот поголем придонес во општеството, што се поклопува и со аспирациите на градоначалничката Арифи. Амбасадорот Жбогар пред својата изјава и додели сертификат на Арифи за, како што рече, големата соработка со неа и соопшти на Тетово што ја има Европската унија во изминатите години. Евроамбасадорот Самуел Жбогар и градоначалничката на Тетово Теута Арифи одговорија на неколку новинарски прашања поврзани со актуелната политичка состојба во земјава. Значи, нормално дека средбата се однесуваше претежно на проекти кои се конкретни и кои се поврзани со Тетово, но сакам да уште еднаш истакнам дека европската иднина на нашата земја е една голема можност за да надминеме и поделби и проблеми и исто така да успееме да ги реализираме реформите кои се потребни за да можеме да бидеме една почитувана земја на Европската унија и мислам дека тоа е заеднички интерес на сите граѓани без разлика на нивното етничко потекло кои живеат во Македонија. Нормално зависи од политичките партии кои како ќе се одлучат, значи да ги направат понатамошните чекори. Сметам дека тие чекори треба да бидат исто така во линија на вредностите кои се демократските вредности и евроатлантските интеграции на земјата, но како и да се одвива, целиот тек треба да биде конституционален, треба да биде во рамки на Уставот, треба да биде во рамки на позитивните закони на Република Македонија. I think since High Representative Мислам дека имајќи во предвид дека високата представничка за висока политика и безбедност на Европската унија, госпоѓа Могерини, кога беше минатиот четврток на посета на целиот регион, меѓутоа исто така и во Скопје, мислам дека далеку поважно е што рече она, отколку јас што реков или што сум направил. Мислам дека таа беше многу јасна за време на незината посета тука во целиот регион, меѓутоа и во Скопје. Сега ќе видиме кои следни чекори ќе бидат преземени. За ваша информација, денеска имаат состанок министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија, на кој состанок високата представничка Могерини ќе ги брифира во врска со незиното патување во регионот, меѓутоа и во Скопје, така да навистина ќе биде важно да видиме какви пораки ќе произлезат од тој состанок денеска. Исто така за ваша информација подоцна, тоест во четвртокот оваа недела ќе има состанок помеѓу председателите и премиерите на земјите членки на Европската унија, на кој состанок исто така госпоѓа Могерини ќе ги брифира во врска со незиното патување во вашата земја, па и во регионот. Значи председателите и премиерите исто така ќе дискутираат во врска со ситуацијата на Западен Балкан. Јас сум сигурен, тоест верувам дека исто така пораки ќе произлезат од тој состанок и мислам дека е многу поважно какви пораки ќе произлезат од тој состанок во врската ситуација, отколку мојата проценка во врска со ситуацијата. А што се однесува на вашето прашање дали локалните избори во вашата земја ќе бидат одложени, мислам дека за тоа прашање локалните политичари на вашата земја треба да дадат одговор на тоа прашање, отколку јас да дадам било какво објаснување или одговор. Уште еднаш да подвлечам дека повиците за поделба, повиците за меѓуетничка нетрпеливост не треба да бидат дел од ничија политичка агенда, имајќи го предвид фактот дека апсолутно заедничката иднина на сите граѓани на оваа земја, без разлика на нивното етничко потекло, се евроатлантските интеграции и едно почитувано место, значи во Европската унија. И токму поради таа потреба на меѓуетничка кохезија, апсолутно е многу битно да се најдат решенија кои ќе бидат во рамки на политичките концепти, додека секое повикување на меѓуетничка нетолеранција апсолутно сметам дека не треба да биде дел од ничија политичка агенда. А мунтиу фалендерој, ви благодарам многу.
Од купопродажба на мобилен телефон до крвава пресметка. 21-годишен тетовец завршил со убодна рана од нож, која му била нанесена во инцидент со лицето на кое му го продал својот телефон. 21-годишен тетовец завршил со убодна рана од нож која му била нанесена во групна тепачка иницирана после купопродажба на мобилен телефон. Како што соопшти СВР Тетово, 21-годишниот тетовец и уште двајца негови другари вчера околу 20 часот и 20 минути пријавиле насилство што го извршил 28-годишен тетовец и уште десетина други лица од Тетово. Предходниот ден пријавителот му продал на 28-годишниот тетовец мобилен телефон, но не го избришал Facebook профилот кој наводно купувачот повеќе пати го злоупотребил. Токму тоа било причина за нивна меѓусебна расправи откако вчера се сретнале, која набрзо прераснала во тепачка во која учествувале уште десеттина други лица. Едно од нив извадило нож и на пријавителот му нанело убодна рана и расекотина во десната надколеница, пошто сите избегале, додека повредениот со медицинско возило пренесене во Тетовската клиничка болница. Укажана му е помош и пуштена на домашно лекување. Нешто подоцна во полициската станица Тетово приведени и задржани, односно лишени од слобода се тројца, меѓу кои и купувачот на мобилниот телефон. Се работи на целосно расчистување на сите поединости поврзани со овој случај и ќе следат поднесоци. 3 лица се повредени во 2 сообраќајки во Полошко, а причината е материјална штета во висина од 650.000 денари. Најчеста причина за сообраќајните незгоди во текот на месец февруари и понатаму е неприлагодена брзина. Денеска наутро околу 5 часот и 45 минути на регионалниот пат Скопје-Тетово, товарно возило Мерцедес со приколка со тетовски регистарски таблици управувано од 30-годишен жител на Новосело, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во бетонски столб од добарскиот подвозник. Од излетувањето и удирањето во столбот возачот здобил телесни повреди, пренесене во Тетовската клиничка болница и задржане за натамошно лекување. Извршен е увид и се утврдува причината за незгодата и другите околности, додека вкупната материјална штета се проценува на 500.000 денари. На регионалниот пат Гостивар-Чегране во Чајле вчера околу 4 часот се случила сообраќајна незгода во која учествувале 2 патнички возила, Мерцедес со скопски таблици управувано од 27-годишен чегранец и Лада Самара со гостиварски таблици што ја управувал 26-годишен жител на Пожаране. Во судирот двајцата возачи здобиле телесни повреди и со друго возило пренесени се во гостиварската болница. По укажаната лекарска помош пуштени се дома. По извршениот увид се утврдува причината за незгодата и се друго, а материјалната штета се проценува на 150.000 денари. Минатиот месец на поширокото гостиварско подрачје вкупно регистрирани се 13 сообраќајни несреќи или 10 помалку во споредба со истиот период лани. Во нив нема загинати лица, една завршила со исто толку тешко повредени лица, 3 со 3 телесно повредени, а во 9 несреќи причината е само материјална штета. Најмногу од несреќите 8 повторно се бележат во населено место, а 5 на отворен пат. Најчести причини се неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, во 4 случаи, неправилно вршење дејствие, 3 случаи, напуштање на местото на несреќата, 2 случаи, непочитување првенство, 1 случај, неправилно пристигнување и така натаму. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица Гостивар, превземајќи секојдневни превентивни и контролни активности од сообраќај, исклучиле 72 возила, сите со истечена регистрација и 178 возачи. Дури 128 од исклучените немале положено возачки испит и управувале без потребна возачка дозвола, додека 50 почетници не се придржувале до законските предвидени ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот. Минатомесечните пропусти и недостатоци, односно прекршоци, биле заокружени со 666 мандатни, 403 прекршочни платни налози, на 110 прекршители внесени им се негативни поени, 12 се писмено опоменати и исто толку се повикани на така наречената сообраќајна поука пред се лица кои вршеле јавен превоз на патници, претежно на ученици. Дел од проектот Креираме заедно денес беа и ученици од основното училиште Андреа Савески Чичиш од Тетово.
Проектот е со цел инклузија на децата со попреченост во културните манифестации, во случајов нивно вклучување во детската програма на Скопје Филм Фестивал. Ученици со посебни образовни потреби од основното училиште Андреа Савески Чичиш од Тетово денес учествуваа на завршна работилница за фотографија и видеозапис во рамки на проектот Креираме заедно, спроведуван од Скопје Филм Фестивал и невладината организација Сината птица. Проектот има за цел да ги вклучи типичните и нетипичните деца во културните манифестации, во случајов нивно вклучување во детската програма на Скопје Филм Фестивал. Биле организирани паралелно работилници во Скопје, Струмица и во Тетово. Крајните продукти, нивните видеозаписи, фотографии и плакатот ќе бидат промовирани на завршниот настан на отварањето на Скопје Филм Фестивал на 22 април. Во суштина, главната цел на овој проект е да извлечеме креативноста од овие деца. Многу пати креативноста на децата со пречки во развојот, децата со попреченост е неоткриена. Многу пати не им даваме шанса да се изразат. Токму поради тоа, ние во овој проект ги ставивме пред еден не баш лесен предизвик, да направат фотографии, да направат видеозапис и да го изработат плакатот за Скопје Филм Фестивал. Сето ова е во рамки на една поголема заложба, да се промовира процесот на самозастапување. Односно, лицата со попреченост, конкретно децата со попреченост, сами да зборуваат за себе преку овие визуелни алатки. Сами да зборуваат за своето секојдневје, за она што ги мачи, што ги радува, за она со кое што секојдневно се соочуваат како проблем. Практично да ги стимулираме и да ги артикулираме чекор по чекор да станат своји самозастапници. Значи, општина Тетово ги поддржува сите проекти кои што се поддржани од страна на Европската Унија, исто така кои што имаат образовен карактер и посебно карактер на инклузивност на учениците од редовна настава и учениците што следат наставата со посебни потреби. И овој проект е во таа насока, поради тоа што со ова се подобрува креативноста на учениците, се врши инклузија на децата со посебни потреби и на некој начин и тие да бидат дел од активностите кои што се реализираат во редовната настава. Задоволни сме со тоа што заедно со децата, учениците од Скопје и Струмица и нашите ученици ќе бидат дел на овие заеднички европски проекти. Активностите се дел од проектот Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и Турција, финансиран од Европската Унија, а кофинансиран и спроведуван заедно со УНИЦЕФ. Најновото книжевно дело на писателката Славица Дабеска-Чировска утре ќе доживее својата промоција. Истата ќе се случи во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец со почеток во 18 часот. Зелениот капут, најновото книжевно дело на писателката Славица Дабеска-Чировска, утре ќе биде промовирано пред тетовци во Државното средно музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Оваа тетовска приказна за малскиот живот во градот има фантастично подредување на емоции и спомени од едно детство. За тоа како старите луѓе живееле, со што се разменувале, кој бил нивниот однос во домот, како се повикувале да другаруваат бабите, што правеле во меѓувреме нивните внуци, што се носело како облека и како се учело во училиште. Токму за ова и уште многу други случувања во и со Зелениот капут. Тетовци ќе имаат можност да видат и слушнат на промоцијата на ова книжевно дело. Ќе запеат утре тетовските сокаци. Ќе се спуштиме од ридот на Двабреста со кајкот. Ќе запалиме свеќа во соборниот храм Свети Кирил и Методи. Ќе се засладиме со ванилиците на баба Коца, ќе засукаме ракави на чај, ќе се засладиме со студена тетовска шарска вода. Ќе ни дојдат гости. Сите тетовци, пазете, ќе дојде педантеријата, уредноста, домачинлокот. Ќе запееме песни под прозорите за минатото, сегашноста и иднината. Ќе се вбризгаат спомени
ќе заплачеме, ќе воздивнеме. Ќе воздивнеме затоа што треба да пренесеме богатство на генерациите кои доаѓаат. Драгите товчани, ве поканувам утре да другаруваме со зелениот капут и со старите малски адети. Во 18 часот во музичкото училиште. Романот е излезен во печат минатата година во месец април. Инаку, ова е четврта книга на писателката Славица Дабеска-Чировска. Досега ги има објавено следните стихозбирки на современа поезија: Булки покрај пругата, Венчаница, Душа која грее, Само звездите знаат. Најавува и втор дел на романот Зелениот капут. Малопродажните цени на дизел горивата од ноќеска на полноќ се зголемуваат за 1,5 денари за литар, а цената на бензините се зголемува за 0,5 денари за литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на Евросупер БС од 95 октани и на Евросупер БС од 98 октани се зголемуваат за 0,50 денари за литар и со тоа малопродажната цена на Евросупер БС 95 изнесува 67 денари за литар, а малопродажната цена на Евросупер БС 98 изнесува 69 денари за литар. Малопродажните цени на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,50 денари за литар и од полноќ тие ќе се продаваат по цена од 54 денари за литар, односно 42,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 0,794 денари за килограм и изнесува 28,292 денари за килограм. Неколку илјади луѓе демонстрираа синоќа на улиците на Букурешт во знак на поддршка на Агенцијата за борба против корупцијата, барајќи од другите државни институции да не бидат под политичко влијание. Демонстрантите на плоштадот Викторија, каде што се наоѓа и владата, вееја знамиња на Романија и на Соединетите држави. Демонстрациите во Романија беа предизвикани од тоа што владата на левиот центар издаде указ со кој се ублажуваат антикорупцијските прописи. Владата потоа го повлече указот, меѓутоа премиерот Сорин Гриндеану има намера наместо со указ антикорупцијските прописи да ги ублажи со измена на законот. Јужнокорејската председателка Парк Геун-хје соработувала со својата пријателка Чој Сун-сил за да примат мито од Samsung Group со цел да се зацврсти контролата на директорот на компанијата Джейли во самата компанија, соопшти денеска специјалното обвинителство. Истрагата го испитуваше влијанието на актуелниот скандал во кој е вмешана Парк, која беше сменета од парламентот во декември лани. Таа обвинета дека во соработка со својата пријателка вршила притисок на големите фирми да уплаќаат донации во две фондации во нејзина собственост. Чој Сун-сил ги отврли сите обвинувања. Таа немала официјална функција, но се верува дека го користела своето влијание да ги натера компаниите да даваат милиони долари во нејзините фондации. На смената на јужнокорејската председателка претходеа масовни граѓански протести. Руските власти изразија загриженост од лансирањето на проектили од страна на Северна Кореја во морето кај Јапонија. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков изјави дека се сериозно загрижени од овој вид на активности, оти како што вели, тоа ќе доведе до зголемување на тензии во регионот. Москва повика на воздржаност од сите страни, изјави Песков. Според војската на Јужна Кореја, балистички проектили, за кои се верува дека биле 4, биле истрелани од регионот во близина на границата на Северна Кореја со Кина. Северна Кореја пред неколку дена се закани дека ќе лансира проектили, како одговор на воените вежби на Јужна Кореја и САД. Загадената животна средина убива 1,7 милиони деца на возраст под 5 години, покажува извештајот на Светската здравствена организација. Пресметано на вкупниот број жители на земјава, тоа значи дека кај нас годишно 540 деца под 5 години го губат животот поради загадувањето. Во извештајот на СЗО се додава дека повеќе од 1 во 4 смртни случаи кај децата на возраст под 5 години се препишува на загадена
зagađената вода и воздух и на лошите санитарни услови. Најчестите причини за смрт кај децата се диареја, маларија и пневмонија. Според СЗО, секоја година 570.000 деца на возраст под 5 години умираат од респираторни инфекции поврзани со загадувањето на воздухот. Секоја година 361.000 деца умираат од диареја, поради лошата хигиена и ограничен пристап до безбедна вода за пиење. Денес имавме променливо облачно време со повремен локален дожд. Дуваше умерен повремено засилен ветер од југозападен правец. Утринските температури се движе од 3 до 7, а дневните од 9 до 14 степени. Утре не очекува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, на планините од снег. Пообилни врнежи ќе има во западните делови. Ќе дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Утринските температури ќе се движат од 2 до 6, а дневните од 7 до 11 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.